Значи, да го резимирам целиот денешен комкаст, во смисол ќе биде прашај паталец, а не гаталец. Да, да, буквално е така, да. Добродојавте во 88-то издание на Комкаст. Подкастот во кој што зборуваме за медиуми, зборуваме за маркетинг, зборуваме за се што не обкружува во нашиот дигитален свет, односно светот во кој што сме обседнати со дигиталната технологија. И денес ходиме се на малку различна форма, односно формат, што под влијание нели нормално на пандемијава која што не обкружува, што под влијание на заштеда на време. Меѓутоа, ќе зборувам побрзо, затоа што ќе бидеме пократки и поекспедитивни, затоа што имаме супер гостин и затоа што ќе отвориме една тема која што до сега не сме ја дискутирале. Ќе имам гостин, односно имам веќе гостин, кој што не е странец за нашиот Комкаст, туку напротив, долго време беше еден составен дел, многу карактеристичен дел од нашиот Комкаст, односно човекот кој што во првата видео итерација на подкастот која снимавме со Митков, всушност ги правеше тие фамозни легендарни најави пред да одиме ние во живо. Јане од Охрид или Јане Муфикс или Јане Наумовски, добро дојде Јане официјално, спектакуларно, сензационално како званичен гостин конечно во Комкаст. Добре ве најдов. Конечно јас малце од оваа страна, да не сум само анаунсер, така модерно кажано. Да, така. Убаво малци како гостин да бидам. Јане, долго време се немавме онака да комуницираме директно и кога ти пишав, нели знаеш ли зошто те барам, ти веднаш онака си рече као за да те видам гостин во подкаст и толку многу ме израдува тоа чудо. Да, пошто имав желба. Многу голема желба да бидам гостин во Комкастов. Еве, денеска желбата твоја стварена. Те молам, представи ни се лично и кажи ја твојата лична карта и темата за која што ќе дискутираме денеска. Па вака, Јане Наумовски е од Охрид, роден 1983 година, во истиот град, од мајка Ефимија, татко Борис, и ја добива матичната бројка 18. Ами накратко, Јане, повеќе од 10 години работам како, имам искуство во дизајн, моментално работам во Ендава како UX лид, од дизајн повеќе сум фокусиран во моментов на UX, не само затоа што ми е поинтересно, туку имам и поголем предизвик. Од хоби чуваш куче. Одамна прекинав со фотографија, сега шетам куче, мојот син Кијано, али имам појачано на готвење, играње игрици и во моментов многу сум дарен навлечен на читање книги, да ти кажам. Браво, супер. Да, се навлеков така со пандемијава, супер ми дојде моментот дома. Одлично. Имав бајаги собрано, мора да се исчита. Беше дизајнер, имаш искуство како дизајнер, сега си UX. Дали тоа значи дека секој што може да работи или треба да работи или работи UX, односно user experience, помалку ќе се обидеме да го издефинираме поднатаму што е тоа, мора да биде претходно дизајнер или треба да биде претходно дизајнер или е претходно дизајнер пред да стане UX? Па не мора да биде претходно дизајнер, може да се научи тој процес на дизајнирање како UX, пошто UX е процес, нема потреба да има некое предзнаење, да речеме. Нема потреба. Јас многу често како дел од нашите маркетинг активности, особено нели во дигитал делот, кај што сме фокусирани, се ја играм улогата на UX дизајнер. Ја играм улогата на човекот како маркетер кој што исклучително многу важно му е искуството на корисникот. Нормално вие сте обседнати, односно малку повеќе насочени кон корисничкото искуство кога користи некоја апликација или вебсайт или некаков сервис, за тоа сте тука во голема мера. Меѓутоа ние како маркетери во голема мера ви се мешаме таму затоа што нели сме робови на тоа позитивно корисничко искуство, а во голема мера денеска преку нели освен комуникацијата, всушност и преку самата интеракција го правиме тоа. Ајде на кратко, како изгледа еден, да речеме, by the book UX процес, дефиниција, како изгледа твојата работа? Има многу дефиниции за UX дизајн. Најбитно да се знае дека е процес на истражување и дизајнирање. Значи има момент на дизајнирање во однос на како оди тој процес. Накратко кажано, значи ние почнуваме секој пат од самиот почеток на еден продукт што треба да дизајнираме, било што и да е.
Значи почнуваме со client интервју, тоест интервју со клиентот, кај што ќе се запознаеме со тие бизнис цели на продуктот. Потоа имаме user research, значи анализираме конкуренти, правиме интервјуа на корисници, цртаме персони, affinity мапи, имаме анкети, правиме, wireframes цртаме и накратко тоа е. Тоа е накратко, потоа иде тој UI дел. User interface сега, делот. персони, истражување целни групи, нели, бизнис интереси, конкуренција и така натаму. Мене се ова ми звучи маркетинг, а ти знаеш често да кажеш ја поима немам од маркетинг. Да. Стварно немам поима од маркетинг, али да, реално пресекот на UX и маркетинг би требало да е така поголем малце. Блиско и соработуваме некогаш, али да, сепак јас сум поиќе фокусиран на тој делот за истражување на крајните корисници, па со тие информации можеме да се поделиме со маркетинг, да си ги распределиме тие информации од истражувањето. Колку денеска е важен UX-от, значи како процес, како незаобиколен дел, како работа на која што треба да се внимава буквално во секој еден дизајн, во секој едно производство на, да речеме, некаков сервис или алатка или производ, се едно. Па UX бил од секој пат важен, само што последно време конечно и фирмите и самите клиенти сватија дека е потребно повеќе време да се направи истражување, нели да ги запознаеме тие корисници, крајни корисници ги викаме, корисниците што ќе ја користат таа апликација или вебсайт или што и да е. Значи, од секој пат бил важен, ама конечно веќе шукур сватија дека е многу битен тој дел и веќе се посветува многу повеќе време. Значи, се дава време од самите клиенти, од самите фирми, се дава време да ние го направиме тоа истражување за нормално да направиме попрецизен дизајн за крајните корисници. Сепак, ако имаме убаво корисничко искуство, корисниците ќе се задоволни и ќе се враќаат или плюс ќе ни дадат нови корисници на производот. Дали и кои компании може да си дозволат вакво нешто? Пошто сведоци сме дека не сите прво временски, второ ресурси имаат, немаат. Значи колку е скап еден процес на истражување за потребите на развој на добар UX дизајн и дали постојат некакви, да речеме, шорткати денеска? Па, да ти кажам право, овој UX процес што е направен од UX дизајнер најверојатно, пошто е баш таков многу корисен. Не мора да ги правиме сите чекори од целиот процес, се зависи од буквално колку време ќе ни дадат, дали колку пари нели ќе ни дозволат, колку буџет ќе имаме за тоа истражување. Значи сепак најголемиот дел, ако ние немаме доволно буџет, нели, да одиме да правиме интервјуа на крајни корисници, тие информации можеме да ги извлечиме од Google. Google ни е најдобар пријател, секој пат ни е најдобар пријател. Се дешават да немаме пристап до крајните корисници, најчесто во медицина, нели нормално немаш пристап до пациенти, до доктори, сестри. Ако имаш пријател, некој може да си направиш муавет, ама реално информациите на Google ги бараме, тоа е тој шорткат што го викаш. Да. Добро, дали и колкава разлика може да има, ајде не одиме во негативен дел, туку во позитивен дел, ако, да речеме, во развој на еден сервис или апликација или продукт, нели, генерално кажано, има или нема вклучено UX. Пошто денеска UX играат и маркетери, играат и дизајнери, мислам, сите си играат улогата во дадена ситуација, без разлика дали се свесни или несвесни за тоа. Да, тоа ќе ти речев. Значи, многу често несвесно, еве да го скокниме тој UX истражување дел, несвесно ние, ако имаме богато искуство позади нас како дизајнер или маркетинг, нели, ние тие работи ќе ги направиме од искуство. Значи, сме работеле долго време, 10, 15, 20 години, не знам ти колку имаш искуство, некои работи ги правиме буквално од искуство, од наше лично искуство, од претходни апликации, од култура, основна култура, значи такви работи. Сепак црпиме нешто и од нас. Мислам дека ќе се пронајшити во Апсолутно, да. Да. Искуството е најбитно. Значи, како што одиш низ кариерата, се движиш, така нели собираш искуство и се помалци трошиш време на, мислам,
правиме ние ресерч, ама се помалци трошиме време буквално на комплетен ресерч да направиш, пошто сепак имаш искуство дали е за цртање одредена апликација, тоест креирање одредена апликација или си бил во таа индустрија претходно, па веќе имаш некакво искуство, така да искуството е најбитно. Кои се основните начала на кои се базира UX-от и дали има тука простор за измислување на топла вода? Колку има простор за креативност во оваа работа? Во UX моментот, значи UX процесов, нема многу простор за креативност, тоест има мал простор за креативност во однос на решавање на проблемите на крајните корисници. Тука ние имаме малце креативност, ама не во однос на пошто немаме визуелен момент во UX делот. Тоа е веќе UI, она user interface, како би изгледала таа апликација со бои, слики, дали ќе има илустрации и слично. Ние тука буквално работиме од самото истражување од податоците што ќе ги добиеме и правиме прецизен дизајн. Значи не е нешто креативно да речиш ќе измислувам сега нешто ново, ќе правам нешто за награда, не, него правиме корисни апликации или веб страни за крајните корисници, чисто тие да се снајдат. Тој креативен дел може да дојде покасно во user interface делот. Ајде сега чисто да разграничиме. Значи вие сте тие кои што викаат сега корисникот ќе кликне тука, па ќе му се појави ова, па ќе кликне тука, па ќе му се појави ова, па ќе има таков диалог, па ќе има ваков диалог, па ќе има степер, па ќе има не знам опција скала да одбере еден или друг тип на решение и на тој начин всушност го креирате целата патека на движење за да го користи продуктот корисникот. А дизајнерите се тие кои што всушност ги даваат боите, ги даваат копчињата, даваат големината на фонтови и така натаму, така ли? Да, значи крајниот резултат наш е, го викаме wireframes. Тоа е она као blueprint на самата апликација или веб страна. А потоа UI дизајнерите, пошто ние сме дизајнери, даре молим те. UI да не се вреđаме. Да не се вреđаме. UI, значи user interface дизајнерите над тие wireframes поставуваат боите од брендот, дали ќе користат слики, дали ќе користат илустрации, кои фонтови, кои бои, се е тоа нивно, дали копчињата ќе бидат полни со боја, со градиент или само бордер, нели ќе им стават, тоа е буквално нивна одлука. Ајде да подискутираме малку за трендовите, па ќе сакам малку и за локално да те прашам нешто. Значи, кои се, да речеме, ако постои такво нешто како трендови денеска, кој ги сетира, кој ги дефинира, дали самите корисници всушност ги адаптираат и се прилагодуваат и ги развиваат тие трендови, или едноставно доаѓа, не знам, некој Apple, Google, Microsoft и вика, ова вака сега ќе биде, пошто ние мислиме дека е така, или пошто ние сме истражили и вие така сакате. Најчесто е некој голем, таков како Google, како Apple. Најчесто тие ги поставуваат трендовите, сите други ги следат, а тоа е во однос на она user interface делот, во UI делот. Ама во UX трендови зависи и технологијата. Например, во моментов поради пандемијава, нели, виртуелна реалност е се позачестено, говорни команди, augmented reality наредниве 5-10 години сигурно ќе биде бум, мислам 100% ќе биде бум. Така да ние како UX дизајнери исто зависиме од технологијата, во кој момент сме. Ние ги пратиме тие моменти, значи технологијата. А од UI трендови, да, значи големите, знаеш и ти си сведок на како скюморфизам се изгуби поради Microsoft. Microsoft го воведе тој flat дизајн, тоест метро дизајн беше тогаш. И поради тоа се изгуби тој скюморфизам момент и сега сме буквално на такви едноставни сајтови, flat дизајн го викаат тоа, значи solid colors. Али многу беше јак моментот, дали примети 2020 многу се сфорсира dark mode. Dark mode го имат секаде на секоја апликација, оперативен систем буквално секаде. Тоа мислам дека ќе продолжи и во 2021. Дур правиме муаве за трендови. Го обожавам јас dark mode и сега дека што го имам опција да го уклучам, мене ми стои уклучен. Најтешко мислам дека ми беше се најакнав на новиот Facebook на dark mode, пошто онака одеднаш ми дојде dark mode, нова она различен распоред на елементите, ама прилично брзо го навикнав и се навиквиш, да. Дали на пример кога се дизајнира нели тоа користичко искуство се зема предвид токму тоа. Дали некој ви кажува ќе имаме dark mode, нема да имаме dark mode, ваков ќе биде уредот, овакви карактеристики има уредот, за да вие знаете точно како да го предвидите тој момент во интеракцијата. Да, обавезно го имаме во предвид, многу е битно
Да знаеш дали ќе има dark mode, затоа што на dark mode многу поинаку се гледаат работите, скроз е поинаку, иако е истиот дизајн на видум, нели, ама пак е темно, е многу поинаку, треба да играш со одредени работи, да потенцираш некоја работа или некое копче да го направиш поконтрастно. Значи имат за играње, не дека не, така да го земаме во предвид. Мора да го земе и исто така поготово какви девајси, не знам како е уреди. на македонски, уреди. Да, значи уреди, многу ни е битно какви уреди ќе се користат, најмногу поради резолуција, ама исто така и поради хардверскиот момент во нив. Дали до сега си имал искуство, може би, да развиваш некаков кориснички дизајн, кориснички интерфейс за уред кој што како што е Alexa, како што е со говорни, оние звучниците со говорни команди што функционираат. Дали тука пак UX треба за да се дефинира и тоа корисничко искуство или како оди тој процес? Да ти кажам право, неам работено на такви говорни команди и не знам како да ти одговорам на прашањево. Зашто неам работено, нека се правам паметен, сега прочитав на Google нешто. Не, стварно, неам работено, ама да, би требало да има некој момент на UX дизајнер тука, чисто да за како ќе се комуницира корисникот со девајсот, што ќе се појави, дали ќе трепне 2 пати, 3 пати, за да не се уклучило, не се уклучило, значи сигурно има момент еден. Така, локално сведоци сме на, да речеме, оваа година, овие последните 6-12 месеци, малце повеќе спомнување, употреба, комуницирање, едукација на UX, нели, фелата да ја наречеме. Ти си дел од Академијата на Brainster и предаваш таму и на UX Академијата и на дизајн, Академијата за дизајн. Колку таа заедница веќе се двои на UX експерти од дизајнери? Дали се двои, дали има као некој биф помеѓу нив и како се развива таа тука локално? Немаме некој биф посебен, освен илустратор Photoshop, таков момент имаме. Да го поздравам Бане Кома само тука, пошто најчесто со него ми е биф од илустратор Photoshop, али чекай, ти си зашто? Јас сум Photoshop нормално. Ау, извини. Мада последно време на скетч сум навлечен, али не е битно, Photoshop ми е во срцево, од него почнав дизајн, иначе девелопер ке бев. Немаме биф некој посебен, али да, се делиме, бидејќи дизајн е едно големо дрво, да речеме. Ние сме две различни гранки. Кога се расцепат тие нели две гранки на две различни страни, поинаков е процесот на размислување, не само на работа, него на размислување. Графички дизајнери размислуваат едно, ние размислуваме скроз поинаку. Така да ни едните ни другите можеме да ја правиме другата работа. А во однос на UX дизајнери во Македонија, да, конечно исто почнаа да се фокусираат одредени дизајнери, нели порано беше дизајнер за све, така. Сега веќе конечно се поделивме, имаме веќе баш вработување како UX дизајнери, вработување како UX UI дизајнери, каде што се помалци се куца код, тоа е со на фронтенд HTML, CSS, и тоа е супер затоа што конечно можеме да се посветиме на она што ние го учиме, она ние што го работиме. Супер. Да. Дали можеме да речеме да очекуваме локално компаниите наши кои што функционираат на наш пазар да малку повеќе посветат внимание на UX, затоа што моето досегашно искуство, особено кај ние големите корпоративни софтверски решенија на десктоп нарочито се она као катастрофално ужасно, да не речем. То за македонски производи или за македонски компании ме прашаш? Не, македонски компании што работат за надвор, знам дека работат и дека знаат. Да, работиме баш онака по пропис UX, да. За нашиве производи не многу се размислува на UX моментот. Еднушка правевме јас стимувавец за банки. Да. За банки и нивните апликации. Мобилните верзии се тука така супер, веб апликациите им се многу лоши, немаат многу лошо корисничко искуство имаат. Многу лошо корисничко, може да се подобрит. Не сме сите банкари да знаеме све што е, како е таму. Значи може да се подобри тоа. Имат многу работа таму. Ја мислам дека така убрзано малце, пошто не снимаме прв пат. Меѓутоа доста добро поминавме низ темите.
Јас се надам дека немаше потреба да дефинираме некои основни работи за UX и UI дизајн, туку баш е добро да ги разграничиме овие работи за луѓето да ги знаат и на некоја ситуација да си седнат, да речеме, на својата вреќа, на своето брашно. Затоа што јас имав искуство да бидам гостин предавач на Академијата за UX на Бренстер пред неколку, не знам, месец дена два. И интересен момент беше што после моето предавање студентите се уште рано во својата фаза на едукација рекоа дека па ова што го зборуваш ти е UX. И не дека не бев свесен, меѓутоа јас не се доживувам себе си како UX. Јас тоа го зборував од аспект на маркетинг човек, на дигитал маркетинг човек, кој што во дадени ситуации, нели, ако треба ќе засука ракави, нели, не буквално, за да направи вебсайт, за да смисли некаков, не знам, лендинг страница и контакт форма и така. Меѓутоа процесот е тој што ние го дефинираме како маркетери. На крај викаме еве му го на дизајнер, нека го среди да изгледа убаво, јас процесот е тој кој што, нели, сакам да го направам да биде соодветен, за да знам дека нема да изгубам никој во чекорот, нели, 1 2 3 5 додека не добивам конверзија или купување или предфлота или што и да е. Колку вие во вашата работа сте фокусирани на тие бројки, на real time data, на оптимизација на продуктите што ги работите врз основа на реални податоци од користењето на самите сервиси од страна на корисниците? Да, многу сме фокусирани. Многу често знаеме да читаме Google Analytics, да видиме тие bounce rate, conversion rate, такви работи, чисто да поправиме нешто кај што, например, ако имат bounce rate голем на некоја страна, значи тука корисниците си одваат, не сме ги задржале, треба ги поправиме. Знаеш и ти многу убаво A/B тестинг. A/B тестинг нормално и ние правиме, чисто да провериме поставеност на елементи, UI дизајнерите може да тестираат бои, позадини, фонтови и слично. Така да, поврзано е многу гледаме аналитики и мене ми се многу интересни тие аналитики, пошто многу ќе дознаеш од тие аналитики како да поправиш нешто во дизајнот. Иако се само табели, бројки, нели? Многу интересно и многу помагат. Ама многу помагат да направиш подобро корисничко искуство. Колку, да речеме сега, овој тип на вештини, ако претходно се бил дизајнер, сега влегуваш во UX и тука спомнуваш истражување, па имаш различни методологии на истражување, спомнуваш аналитика, спомнуваш фронтенд. Значи, какви се знаења треба да има еден UX спремен, да речеме, сениор или джуниор, за да може да се нарече себе си за UX, а не обичен, без никаква навреда дизајнер? Пред се искуство, тоа е многу битно. Искуството е најбитно, истражувањето е процес кој се учи, не е нешто што треба да го знаеш, што демек имам талент за UX, не, него е процес, се учи тој процес, треба само да знаеш точно како да го правиш тој процес. Емпатија, многу битна работа во UX дизајн. Можда и најбитното нешто во UX дизајн е емпатија, значи мора да имаш развиено емпатија. И тоа е, не треба нешто посебно, значи не треба само ако она што викаш сениор, искуството е тоа што те одвојува од други, да речам. Значи, да го резимирам целиот денешен комкаст, во смисол ќе биде прашај паталец, а не гаталец. Да, буквално е така, да. Сепак сме имали искуство во многу, низ годините си работел во различни индустрии, за различни клиенти си сретнувал различни корисници, си правил, си интервјуирал муабет, значи тоа е тоа искуство што се бара најмногу. А тоа ќе остекнеш со многу работа, нели, така? Супер. Дали, пошто мене ми е супер интересна оваа тема, мислам супер забавна и привлечна за да јас се образувам. Дали ти го правиш тоа и како го правиш тоа? Значи Google е една лесна приказка, окей, има академии, има се. Меѓутоа, кои се, да речеме, главни фаци у светот? Кои се алатки, сервиси или дизајн студија, можеби, кои што се баш онака као вау и кои што викаш мајстере капа доле редовно? Ти кажам искрено, не сум човек што следи други дизајнери, то ми е, не знам, дали мана некоја или не знам предност, пошто не знам како да го карактеризирам то. Не следам светски дизајнери, не ги пратам, пошто мислам дека ќе почнам да ги копирам, нешто така, не знам, тоа е моја некоја филозофија. Не следам ништо то. Мене
мене лично само Google, најдобар пријател ми е, све што ми треба ќе си најдам таму, кој да го напишал, ќе го провериш на неколку места нормално и тоа е тоа. Значи Google, најдобар пријател. Да, буквално. Добро, значи Секојдневно дружење. ќе ја сумирам во уште една друга поговорка оваа епизода, а таа поговорка ќе биде не му верувајте слепо на всичко Google, остете Јане што ве лаже деца овде. Ке си проверите од неколку места информациите. Не првиот линк, него неколку. Убаво си кажа ти. Јане, јас ќе ја привршувам полеко оваа епизода за да бидеме во рамките на 30 минути кои што нели се обидувам цело време да ги постигнам. Намерно го брзавме работата за да биде динамичен. Ова е прв пат официјално да бидеш нели како дел од Комкаст, меѓутоа ја ти гарантирам дека нема да биде дефинитивно последен, затоа што знам дека ќе искрсне нека супер интересна тема во која што нема вака површно да грееме по површина, како денеска во UX-ов што се обидувавме да пофатиме од се помалца, туку ќе трнеме и ќе зборуваме за некои многу по конкретни работи. Ти благодарам за гостувањето. И се надевам дека ќе излеземе од ова лудило што е можно побрзо и ќе можеме еден до друг со пиво во рака да снимаме нов Комкаст. Да си направиме муабет уво. Даре, фала ти многу што ме викна. Да, стварно се надевам ќе се видиме пак многу побрзо во живо, и пак во емисија. Имам идеи за теми за муабет, така да ќе си правиме муабетчиња. Фала ти уште еднаш. Поздрав, се гледаме. Чао, чао. Чао.